Добре дојдовте, почитувани. Започнуваме со денешната отворена попладневна програма на телевизија Нова, наречена Информација, точна и навремена. Имаме веќе прекрасни гости во студиото. Морам да признам дека удам насакав тој да ни ја раскаже својата приказна, значи оттаму тргна се. Турна Садик е веднаш до мене, има голема трема, ама јас верувам дека заедно ќе ја надминеме сите, а тука сте и вие. А Тунан ќе биде тој што ќе ни покаже како тоа изгледа и преку вака, нели преку камера да ни продаде лице в лице, односно вам да ви продаде лице в лице. И за вашите 100 денари, од вашите 100 денари, 50 денари се за него. Неговата приказна е многу интересна, тој вели веројатно и целиот живот ќе продолжам да продавам лице в лице, се надевам додека трае оваа приказна со ова улично списание. Тунан се обиде да го отсонува својот сон, да ја реновира својата куќа за сега, а во план е да направи уште еден спрат, па потоа да се прават спратови, нели, за целото своје 7-члено семејство. Тунан Садик, добар ден, добре ни дојде. Имаме трема, ама ја надминуваме заедно, така? Се договоривме, да. Веднаш до Тунана Анабела Мередиева, продавачка на лице в лице од порака Неготино. Здраво, Анабелча. Здраво. Добре ни дојде. Фала што ме поканивте. Ете така, ќе ни раскажи таа својата приказна како изгледа секојдневно да се патува од Волково до аеродром, па до центарот на градот, како изгледа да си уличен продавач на списанието Лице в лице. И секако тука е Маја Раванска, уредничка на Лице в лице. Здраво, Маја, добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Да. Фала на поканата. Туна Садик и неговата приказна веројатно е провокативна и вие сте новинар, па знаете, нели, секогаш провоцира нешто што значи убава приказна. Доста ни од слушање на, нели, се нешто неубаво што ни се случува во нашава земја, па затоа сакав да ја раскажеме, ама и вие тука да ни кажете како едно социјално, да речам, предпријатие на некој начин, нели, обстојува и се труди да го издаде својот двомесечник со идеја, нели, после 5 години да биде секој месец издавање на лице в лице и така натаму. Но пред сето тоа да го раскажеме, да почнеме од почетокот. Како тргна се? Како се најдовте вие, таа група на луѓе кои што посакавте да правите нешто ново? Се најдовме многу лесно. Соработувавме заедно со тимот кој ден денес е за списанието. Работевме заедничка работа, од кога ни се појави можноста да работиме, да издадеме улично списание. Тоа беше еден регионален проект во кој што бевме вклучени и ние како организација, инаку Асоциација за истражување, комуникација и развој Паблик од Скопје. Тоа е организација која што меѓу другото го издава и уличното списание Лице в лице. Пред веќе 6 години, тоа беше 2012 година, го спроведувавме регионален проект кој што дел од активностите имаше и печатање на улично списание и требаше да испечатиме еден број, толку имавме поддршка од таа програма. Го направивме тоа, влеговме со сите сили, со сите љубов, а попатно како што излегуваше секој број еден по еден, нели, се повеќе се влюбувавме во целата приказна и знаевме дека тоа е нешто што, нели, и сакаме и мораме да го правиме како еден наш долг кон општеството. Така е. Што се има денеска во Лице в лице, а што беше на почетокот приказната, да речам, некаде ваша? Многу ми е драго кога гледаме назад, целиот тим гледаме дека наназад приказната навистина се развива. Значи, ако на почетокот беше промена кај продавачите, им беше тешко да продаваат, не знаеа што е, беше тешко да се пристапи на луѓе кои што не го познаваа списанието, не го познаваа воопшто ни моделот на улично списание, не знаеа што е тоа. Одеднаш сега некои луѓе им нудат некакво списание. Многу беше тешко на почетокот тоа да го сватат, меѓутоа ние тоа не го земавме како некоја тешкотија, туку како еден предизвик кој што ќе работиме и ќе го решиме, нели, ќе го надминеме, ќе си поставиме нов уште поубав предизвик. И многу ми е драго што денеска еве веќе многу голем број од луѓето го знаат што е суштината на Лице в лице, знаат дека купувајќи списание не добиваат еден обичен производ, туку прават еден свој влог во целата приказна. Така е, да. Анабела, немаш ти трема, можеме со Нема. тебе додека, да, Тунан се, така, му помина тремата малца, да. Кажи ми како почна твојата приказна, како ти влезе во целиот проект? Мојата приказна почна уште од првиот почеток. На Лице в лице? На Лице в лице да продавам. Повелете Лице в лице продавам. Аха, така велиш кога си надвор, така, добро. Повелете Лице в лице чини 100 денари. Добро. Има многу интересни работи Има по него. секакви темички, можете да видите, да прочитате. Има и нас. И
Тоа им го кажувате, така? на Да, луѓето? тоа им кажуваме. Да. И како? Со кого е Анабелче Со заедно? моите другарчиња, Добро. Пепе, Горданче и Кате. И Кате, да, добро. Која координира целата работа, Анабелче? Што е? Што значи тоа координатор? Што ви кажува тој координаторот? Како координаторот ни кажува да кажуваме Што треба да кажете, како треба да излезете, да продавате, ние така? во плошад Македонија одиме, продаваме на сите и они ни купуваат и ни дават 100 денари, ние им го даваме списанието, повелете списанието. И се заблагодарувате, така? Што сте го Да продали. сте здрави, живи, Господ здрави да ви даде, среќа во животот. Така е, да. И сега на Билча со тие парички се собираат тие парички кај координаторот. Да. И потоа сега И си купуваме се по нешто телефон. сега телефон сака да си купи Анабела, Да. така до таму сме се приказнава, Да. затоа што Да. си купувате, така, Да, си купи да. Анабела мајчки, така, джемпери мајчки. кога треба, се што е потребно, така? Да. Добро. Ке не раскажеш и како изгледа во Вулково и што се таму има, како се грижите вие таму едни за други? Тунан добро е. Да, можеме да зборуваме сега? Може. Да. Од тебе тргне целата приказна, да. Тоа сонот е доволно да кога ќе сакаш нешто и да ти се оствари на крајот? Да. Да. Што сакаша, Тунан? Куќата да ја направам. Добро. Колкава е таа куќа? Беше тоа? Каква куќа? Ова е новата. Не, старата. Старата ни беше позадена соба, напредна соба и ова кујна. И кујна. И Да. што беше идејата, како? Како да се направи после? Се праша дедо нормално, дедо како Да, најстар да, член да, на да. семејството. Да. Добро, тој кажа како треба да се направи. Ја срушивте таа скро? Да, сосем? да, да, Добро. да. И потоа? Одново ја направивме нова, се имаме на соба и голем салон и кујна. И кујна. Да, и таму све сте- ново натре, да. Се ново внатре. Да. И се тоа од продажба на лице в лице. Да. Ти и татко ти и твојот татко да, продавате, така? Да, двајца. Да. Значи се труди превише таа работа. Да. Да. Знам дека те барали компании за да работиш како продавач, ама ти не сакаш, така остануваш засега во лице в лице. Да, да, да. Е, што е толку волшебно во таа? Па превише ми се свиѓа работа. Аха, а колку тоа се работи? Каде излегува? Дебар мало. Дебер мало сум Од наутро превише до ностоп, навечер. да. Мгм. Од И? 11 позависи. И потоа како тргнува се? Раскажи ни како што ми раскажуваше пред малку. Па тргнувам од 11 до вечер, 10 и по 11, понекогаш па до 12 останувам. И не осеќам денот како ми иде, зашто превише со луѓето се знам. Си сеам, си муабет, име некои истории се отварам и така ми иде времето. И со сите се знам во Дебермал и затоа таму ностоп сум. А како свати дека Дебар мало треба да биде местото каде што ќе продаваш? Па таму сите колеги сме, Аха. продаваме ностоп, таму повише сме. Таму и татко ти е? Да, да, да. Заедно Да, продавате. во Дебермал сме ностоп. Знаеш точно колку броеви си продал за 2017 за да бидеш најдобриот продавач? Да ти кажам, баш не памтам од кој број јас почнав. Аха, добро. А колку броеви, колку списанија си продал? Знаеш тоа во бројка? Колку вакви си продал? Док да ги завршиме, Да, додека ги завршите. па превише стигнав со татко ми до 900, 1000, 1100, зависи, да. По 1100 само вие продавате. Да. Ма ја само да кажеме 5000 се во бројката. Тиражот, Да. он е најуспешниот продавач. Тоа не го мериме нели само по број на Така. продадени списанија, тука се едни други иницијативи кои што тој самиот ги покренува. Значи најпоследното беше дека му беше неопходно кога зборувал во Дебармало со пријателите, го прашувале дали знаеш ти да прочиташ што има во списанието и тој се срамел кога Да. требало да им каже дека не знае, нели. Не биле еднакви можностите за и тој да биде вклучен во еден образовен процес. Не било едноставно така поставени работите во неговото семејство. И тој изрази желба да му најдеме ние професор кој што би работел со него на првенствено нели на уписменување. И многу е редовен на часовите и самиот ќе си каже колку му значи тоа Да. за и самодоверба поголема. Од кога почна тоа сега можеш да ни кажеш? Па, Неколку месеци само или како? не, неколку дена почнав. Неколку денови Да. само, да. И до која буква ста? Како беше буквата на љубовта? Л. Ја, да, мислам, до Л. таа буква стигнавме, да. Да. Добро, сакаше досега ти да учиш? Да, 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 да. Ама Ми немаше треба. можност. Да, ама за сега превише ми треба да учам. И благодарен на нив ми најделе. Да. И сега ќе учам ностоп. Ќе Ностоп. одам, да. Да. Што мора. Мора да се научи. Да. Зашто
тешко е кога продаваш Да. нешто, а не знаеш самиот да прочиташ што има внатре, така? Да, ми И треба. како се станува најдобар? Ајде кажи ми, тоа го носиш во себе веројатно, тоа да умееш да го продадеш списанието, што правиш кога ќе излезеш? Еве јас, мене треба да ми продадеш. И ги повикувам сите. Како е 50 54 303 и 50 54 304, ќе имаме несекојдневна можност да ни ги покажа своите продавачки Како ги прашувам ги тоа? Да, ако ни се јави некој ќе им продадеме. Ајде стига продавај. Што би им рекол? Па здраво, ви се извинувам дали ќе сакате новото списание лице в лице да купите, ако сте се интересирани за новото број. Некој ќе каже не сум. фала, ти благодарам, сега не сум во можност, ама обавезно ќе ти земам друг пат. Некој каже не фала, некој зима, сега така се е работало. Така е работата. Да. Да. Ама не им се лутиме на тие што сега не Да, земаме. да. Така ќе земат следниот пат. Да. И како поминуваш некоја тура има кај што се поминува? Па од Ебермало сум нон-стоп до кино Карпуш, во кино Карпуш нон-стоп седам таму. Со сите таму па превише се знам. И многу са добри. И затоа многу таму седам по пола сат, еден сат, док да се после мене пак, го да, добро. после фаќам стреша, го свртам исто круг од Ебермало. Да, добро. Значи нон-стоп сум таму. Супер. Ана Била, ти само во центар сега продаваш? Во центар некогаш и во Бисер. И во Бисер, да. И како, што ти велат тебе луѓето? Купуваат? Купуваат. Кој сака купуваат и им велам повелете, добар ден повелете. Им продаваме улично списание лице в лице. Добро. И има секакви темички. Да. Можете да прочитате, да видите. Нима нас И они купуваат. и они го купуваат. 100 за нас, 50 за нас, Така 50 е, за продавача. 50 за... Така е, да, супер. И сега кажи ми, каде сте сместени во Волково и колку е убаво тамо? И со кого си ти во соба? Во соба сум со Кате и со Горде. Кати и Горде, ти се другарки, ги Да. поздравуваме сега, така? Да. Добро, не гледаат? Или не гледаат, продаваат некаде? Не, немаме... Немаме веќе. А да, заборавив дека вие све сте продале, така? Да, све Кога се продавме. продава, добро све се продава и после чекаме двомесечникот пак да излезе сега после 1 мај. Чекаме. Така? Да. И сега во Волково каде сте во таа собичка и колкумина сте тамо и што и се имате насадено во дворчето едно убаво? Во дворчето имаме насадено цвеќиња, па овоши, имаме Добро. земјоделие, имаме кокошки, имаме Кози фарма, имате. јајца имаме, Аха. козички, млеко, сирење, све имаме. Ама имате и краставици, Краставички, и пиперки, патлиџани, така. боранија садиме. А и боранија? Да. Значи се си учите тоа, како се сади, Да. како се прави, и се си Да, знаете, да. вие сами се грижите за тој дел се. Да, за Браво. асистентите, да. Со сами. асистентите таму Со што ви помош, помагаат, координаторите. Да, со координаторите и Да. така. Да. Овде е многу убаво од претходното место, нема ни да го споменуваме кој е, Не, така? не, Демир Капија, не. Не, никако не спомнуваме тоа, да. Важно за Бурака Негутина Аха. тоа што е нели едно од социјалните предпријатија, односно имаат економски активности кои што нели ги прават да се социјално предпријатие, затоа што самите корисници се вклучени во тие процеси, Активности. значи тие самите да исадат и имаат и производство на млеко и на јајца. Во Негутино што е дел од тие работат и со пакување на пластичен отпад, односно собирање на пластичен отпад па продавање. Така што тоа се едни мали социјални предпријатија Така. внатре во организациите кои што ја подобруваат нивната одржливост, односно Сега да споменаме кои се спаѓаат, да речеме во тој дел на мрежа на лице в лице. Како се дојде до овие луѓе, колку мина продавачи, има отприлика велите 40-тина, така низ цела Во Македонија. моментов се 40-тина, Да. инаку низ програмата на лице в лице поминале околу над 100 продавачи. Од почетокот беа тука две организации Црвен крст и Дневниот центар за деца на улица. Само таму имавме продавачи, меѓутоа таа мрежа, како што растеше списанието, растеше и мрежата на дистрибутери ги викаме ние, затоа што тоа се тие координатори кои што ги спомена Така е. Бела, кои што директно со нив комуницираат и директно се одговорни за нив. Имаме во 6 градови продажба во Македонија, тоа се Битола, Куманово, Струга, Неготино и Скопје. И секоја организација си е одговорна за својот дел. Кај нас ние се координираме во поглед на продукцијата на списанието и нели секоја од мрежата секоја организација да добија потребен број примероци. Супер. Сега во моментот се ни е распродадено од последниот број, следната недела излегува новиот, па
ќе се гледаме и почесто. Така. Ќе ги гледате и почесто и нив на улиците. Да, да. Многу приказни сте слушнале, Маја, како дел од оваа приказна на лице в лица. Јас ја насловив оваа тема лесно ли или тешко да се погледнеме лице в лица. Приказната на Тунан никаде зборува за тоа дека ние, јас и вие на 17 години, веројатно не сме ни сонувале дека треба да помислиме како јас или да помогнам заедно со своето семејство или да го реновираме домот, а не пак да правиме нешто, така да бидеме одговорни луѓе или да станеме самосвесни дека треба да допринесеме за своето семејство. Да. Иако ние како лица в лица, како цел тим и како паблик воопшто, застапуваме и заговараме за таа идеја дека образованието е неопходно, многу важно. Во некој случај гледаме тоа да го вклучиме според потребите, како што нели секој има различни потреби и не можеш како еден систем да функционира за сите исто. Така Тунан затоа и беше вклучен сега во најновата, он вика неколку денови, тоа се неколку недели, неколку недели. 2 до 3 пати неделно се гледаат со професорката. Битна приказната со Тунан беше многу интересна затоа што тој некако се издвојуваше од сите поради неговата упорност. И прашавте дали е лесно да се погледнеме во очи. Да. Многу е лесно, најлесно е. Тоа е човечки контакт, тоа е една нели вродена на сите нас особина, да кажем, човечка. Меѓутоа што ќе видиме и колку можеме да се видиме во тие очите на другиот, тоа е нели едно поинакво прашање кое што можеби треба да се запрашаме сите. Така е, да. Инаку тоа е многу лесно да се погледнеме, меѓутоа што ќе видиме и што ќе најдеме од нас таму, така е. Како или на кој начин функционираат другите улични списанија? Каде се во светот постојат вакви улични списанија? Во светот сите улични списанија функционираат генерално на исти принципи. Тоа е уличен печат, тоа е списание, медиум практично кој што се продава исклучиво на улица. Значи го нема некаде во трафика да се купи, туку го продаваат продавачи кои што се од ранливи групи и кои што задржуваат половина од продажната цена директно за себе. Тоа е една таква мрежа која што ние сме дел од една глобална мрежа и често велиме дека тоа е едно глобално движење против сиромаштијата, против социјалната исклученост, против бездомништвото во крајна линија во светот, затоа што во секоја земја си има различни социјални проблеми кои што ги таргетира уличното списание. Каде најдобро функционира? Има ли некоја земја која што е некаков таков? Да, најразвиен модел имаат во САД и во Велика Британија. И функционираат и таму како социјални предпријатија. Во Велика Британија целиот екосистем за социјално предприемништво е најразвиен и меѓу најразвиените и поинакво се функционирањето таму, меѓутоа и тоа се списанија кои што постојат веќе 20 години, кои што имале некаков или соодветен развој, затоа се и на ова ниво кое што се сега. Така е, да. Кога сме кај развивањето на списанието, нели позборувавме овде со Тунан пред да почнеме разговор дека одлично одеше да речеме и нешто што беше дополнение на лице в лице, а тоа се честитките во очи на, да речеме, нова година. Така, од прилика колку продадовте? Од 2000. 2000 или 2100 толку. 2100. Да. Ама тоа беа многу убави честитки. Да. И тешко беше да се продаваат тие пак? Или не? Би ги бара. Ми рече пред ноца ги барале луѓето. Да, зашто пред нова година 5-6 дена ги завршивме, а ни барали и тоаш требаше на луѓето честитките, ние немавме. Зашто многу брзо ги дадовме. Добро. И сега што е сонот, јас спомнав и втор спрат е сонот? Па да. Да? Ама тамо сам ке си уредуваш или повторно дедо ќе уредува? Дедо ми. Да. Повторно дедо? Да. Он ќе каже каде што? Зашто е постар, го почитуваме. Да. Он ќе каже што како треба да изгледа. Да. Помагна нешто Тунан во однос на реновирањето на куќата? Односно, освен финансии што даде? Да. Што? Што помагаше? Све што требаше, помагав, колку што можеше. Добро, значи има тамо нова кујна, има колку што видов фотографии, така? Што има друго ново? Па све е ново натре. Се е ново внатре? Се, да. Од корен е сменато, се ви е сега убаво? Да. Да, добро. И сега имаш време да се видиш потоа со твоите дома, сестри, браќа? Да. Имаш? Да. Пред спиење, пред да легнат тие, навечер? Или пред да излезаш со бајле, наутро? Да. Да? Може да се гледам така са бале пред да тргнам на работа. Да. И сега после описменувањето што ќе правиме? Тогаш ќе им кажеш, сега во списанието може да прочитате.
Така, на Да. туна приказната. И тоа е така, нели? И нема Да. да ти треба после тоа помош и вака да си со трема целиот, дека не знаеш што треба да кажеш. Така, туку ќе дојдеш и ќе не раскажеш од почеток до крај цела приказна. Уште еднаш, нели? Да. Да. Добро, друго што ќе ни кажеш сега? Ќе продаваме лице в лица? Да Да. дојдеме некогаш вака на терен да видиме како Тунан е најдобар продавач? Може. Да. Да. Тамо не се срамиш. Не. Не? Има поддршка голема во го спомна Дебар Мало, тоа е едно од милените места во Скопје каде што се продава списанието и не случајно го спомнуваме и сакаме Да. да им дадеме огромна благодарност на сите тие луѓе кои што се таму, кои што уште на почетокот ја разбраа мисијата на лице в лице и си го разбраа својот удар. И она што сакам да го кажеме, нели како рековме, ова не е хуманитарно списание, да се договориме, да. Вие сите и ние веројатно се надавам овде преку ова интервју, нели правиме никаква хумана мисија, ние како помош и поддршка секако, но ваша идејата и начинот на создавање и правење на сета оваа приказна. Да, најважното е што тие се вклучени во работен ангажман. Да. Тука нема ништо хумано. Значи не донира, никој што купува списание не донира, туку се вклучува во еден инаков процес. Така е. Директно од 50 динари одат директно за продавачот, од останатиот дел 10 динари одат во организациите кои што се нели Нивните дистрибутери, организации, кои што така. тие доаѓаат директно, а останатиот дел го враќаме назад во печатање нов број, во креирање на таа едукативна програма која Да. што поминуваат сите продавачи. Така е. Едноставен модел. Да. А на билче ти знаеш да читаш и знаеш што има се во списанието, така? Да. И пред да го продаваш, додиш да го продаваш, ќе проучиташ се што има внатре. Да. Да. Што било најинтересно еве сега до сега што си прочитала внатре, некоја нешто? Тоа за вас што е напишаното? Да, и за мене, за моите родители што сакам да ги најдам, Ти сакаш твоите родители да ги пронајдеш, да ги пронајдам сакам. Да, тоа е сонот. Тоа ми е сонот, мене е желбата. Ама и да се вработиш. И да ги видам и да се вработам као масажерка Добро. и А може и да пееш додека масираш, така? Да. Ама после масажата, да не Да, така нели, пошто кога масираш обично не се пее, така Не, вообичаено, па после. Ама масираш и тамо, така, а на никој волко не му е добро, го масирам и го отпуштам. го отпушташ. Го отпуштам, да. Значи имаш волшебни раце. Да, волшебни раце. Рачења волшебни, да. 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 И супер е тоа. Да. Кажи ми сега, кој најмногу помага или на кого најмногу му иде тамо со тие садењата на пиперки, домати и се тамо што садите боранија? Кој е најдобар тамо? Кој е најспретен? Повторно ти или некој друг? Сите таму што сме. Сите што се тамо сте добро. Да, на некој добри. подобро му иде садењето, како се сади? Што се прави? Коренчиња се взимаат и Првен дупка се прави, па Добро. се става семе, Добро. па се покрива. супер. Па после се вади. Се вади со водичка Со и така се водичка. прелива, да. Добро. И после кога ќе никне тоа, што се прави друго? Се гледа, се огледуваат, добро. Се праши се праши со така. ѓубриво, со све. Значи се си знаете. Да. А кој најдобра салата прави тогаш? Ја. За нив е најспецифично тоа што се најсолидарна група. Значи Аха. тие одат секогаш во група да продаваат да. и заработените пари си ги делат. Никогаш не е јас сум продал 50 и си продал 10. Така, значи. Туку ги ставаат на купче и си ги делат подеднакво. Да. И тоа ни беше една многу убава практика и специфична за порака на така. готино, која што нели ние сакаме и да ја потекнуваме по можности, ако сака некој така да функционира, има можности за тоа. Така е, да. Ово делот околу, например, Тунан го донесе, како се викаше твојот братуче? Ерџан. Ерџан, да. Да. Ерџан сега продава или не продава? Продава, да. Ама многу помалку време од тебе. Или не? Колку време во денот продава Ерџан? Па нон-стоп и он е по некој нон-стоп? пат. Аха, добро. Ама сега дека има семејство и фамилија, па Па сега, зависи, некој ден нема да искача, некој ден ќе искача. а ти си секојдневно, од понеделник до недела, секој ден. Да, понеделник така ретко да седам дома. Супер. Мометот ми беше дека секој од некаде слушнал како одеше тој принцип на, да речеме, луѓе кои што нели генерално би требало да завршат на улица, доколку не е ова улично списание кое им возможува на вистинска работа.
Најчесто се регрутираат преку организациите од кај што доаѓаат, нели координаторите се одлучуваат кој може, прашуваат кој би сакал да се вклучи во ваков работен ангажман. Меѓутоа еден од најголемите регрутери на продавачи е токму Ерџан, кој што долги години беше еден од најдобрите продавачи, беше и најдобар продавач на списанието на почетокот, тоа со нас од самите почетоци. Тој си имаше нели подеми и падови во приватниот живот, и во приватниот живот, така, тоа му се рефлектираше и на работата, некогаш е одличен и во поглед на расположение и во поглед на продажба, некогаш клапнува, меѓутоа тука сме ние и секако и колегите негови да му дадат подршка ако му е потребна. Така е, така е. Имаме уште еден добар пример, така дечкото е сега во Германија. Тој Да. беше како вели Тунам, многу паметен. Да, Судахан. Судахан. Да. Да. И сега Судахан тамо Маја прашал дали има улично списание, дали може да го продава, ама не стигнале, не направиле муавет. Ти знаеш Да, дека да. не продава улично списание, така? Помислам дека да. Дека не, аха, добро. И сега, што после описменувањето или што е целта ваша? Колку од тие луѓе кои што продавале прво, да речеме, лице в лица, потоа и се вработиле? Има во некој случај секогаш е различна приказна, нели секој човек Да. нова приказна, меѓутоа има продавачи кои што лице в лице за нив било одскочна даска за понатамошно вклучување на пазарот Да. на труд. И тоа е една од идеите на нели социјално претпријатие за Така. работна интеграција. Токму тоа да ги подготви за пазарот на труд, затоа што Да. не секоја работа е работа во која што може директно да се вклучат лица од ранливи категории. Да. Некои го гледаат баш како така, Ивана Билче сака да стане масажирка и ова вклучувањето со лице в лице за неа е многу важно затоа што таа секојдневно комуницира со луѓе, веќе знае како да се обрати, веќе знае како да продаде производ. И тоа не го прави нели затоа што мора, туку затоа што сака да го прави, тоа е затоа што тоа е убаво за неа. Да. Туна исто така нас не изненадува затоа што тој вели дека ја не сакам друга работа, јас сакам Па ова да, да го тоа го правам. прашав и претходно, да, што би работел? Сите продавачи си имаат различни приказни, се гледаат некаде, си ги менуваат тие желби, зашто поголемиот дел од нив се и млади луѓе, нели на 17, 18, 20 години, кои што секако имаат различни погледи на како би сакале да им изгледа животот. Така. До сега имаме двајца или тројца продавачи кои што веќе се вклучени во поинаков значи вработени се во компании, да. Работени се во компании, веќе си го решиле стамбеното прашањето односно на домувањето и тоа е еден огромен успех за нив, меѓутоа и за нас како нешто што го поттикнало тоа. Маја, лесен или тежок процесот да се научат, како да речем, или да им се дадат првите насоки за тоа како треба да се биде добар или што треба да како човек да му го продадеш списанието едноставно? Не би можела да кажам дали е лесно или тешко, би кажала дека е предизвик. Секако е предизвик за сите нас што работиме нешто, секој нов момент кој што ни се појавува, непознат момент, ни е предизвик да го решиме, да го надминеме. Така. Така и за нив. На почетокот реков беше многу тешко, понатаму беше се полесно и полесно. Да. Некој се пронаоѓа во ова, не секој може да излезе на улица и да продава списание, да контактира со непознати луѓе. Тие што не сакаат тоа да го прават, се откажуваат на почетокот и нема што тука да се прави, меѓутоа може би изразуваат желба за некакво вклучување во поинаква програма. И така некој дел од продавачите кои што не излегуваат често на продажба се со нас во поглед на тие едукативни програми, значи тие постојат и за нив. Да. Супер. Ми споменавте пред овој разговор дека да речеме Минхен имаат одлична приказна за тоа како функционира нештото. Дали можеме и вака јавно да повикаме? Дали вие како претпријатие сте се обиделе на тој начин, да речеме да има градот Скопје слух за нешто вакво, да речеме да бидеме некаков пандан или не, барем да се обидеме да видиме дали можеме тоа да го... Лице в лице постои 6 години, имаме поддршка од градот Скопје, издвојуваат од градскиот буџет одредена сума. Но во Минхен тоа го покрива. Меѓутоа во Минхен, во Минхен е посебно социјално претпријатие како нели правен субјект и таму градската управа го покрива и продукцијата и сите пропратни програми на списанието. Тие вработуваат, тоа се единствено списание во Европа кој што вработува продавачи. Не е работен ангажман, туку е нели работа со полно работно време. И таму компании се јавуваат како ги викаат они кумови. Тоа значи дека тие ги плаќаат трошоците кои што се потребни за здравствено и за социјално осигурување, а делот со платата си го практично го прават имаат правила таму и одредени нивоа кои што треба да ги достигнат продавачите во поглед на продажба за да имаат нивоа во платата. Супер.
Анабила, знам дека сака да се смее и Тунан веројатно треба да се смее кога треба да се продава нешто, така, нели? Да. Тоа сегогаш треба со насмевка. Со насмевка се тргнува, така? Да. Повелете лице в лица, Да. со насмевка. Да. И успева. Да. Да. Некој сака да ја слушне твојата приказна? Сакал да ја слушне приказната? Некој зошто, како, што е ова списание или надвор од списанието, што прави Тунан? Не. Само се продава и толку? Да. Ама кога седнуваш таму во кафичи, веројатно се раскажува и приказната, така? Да. Реновирав дома, направи вака, ќе правам Да. ова, ќе правам тоа сега. И затоа да имав интервју што направив куќи, доста луѓе се чудиле, викат како може списањето да направиш куќа. И како може? Па, се труди превише ностоп да работам со татко ми, го направив тоа. Тоа ми беше Кај планот. кого се собира паричките? Кај тебе или кај тато? Кај дедо ми. Се, дедо одговорен дома, да. Добро. И ако не е тајна, колку пари се собра и колку ви требаше за реновирање? Ти кажам, не знам баш колку Не се знаеш обрав, ама све тачно ни постигна. Ви стигна се? Да. Да не позајмите од никого, се Да. сами да си платите? Да. Супер. И сега ти кога ќе раскажеш вака, знаеш ли колкава е, колку е тоа убаво вака на некој да му кажеш сега, дека кога сакаш нешто и кога ќе замислиш нешто, можеш да успееш? Абе да, човек ако се труди, кога сака нешто да направи, ќе може. Со Дека ова е многу подобро отколку да просиш, отколку да бараш пари од дома, така? да, пово да работиш него да просиш. Секако. Стработа е тоа, Не е а убаво. има работа. Има работа. Кој што сака да работи, ќе најде работа. Секако. Да. Да. Анабела, каде сега од тука? Го чекаме 1 мај или 2 мај? Кога маја ќе биде списанието ново? Следната недела. Следната немаме точен недела. датум Значи во сега. текот на следната недела се гледаме пред во ГТЦ или на плоштад. На площад. И во колку часот доаѓа Анабела таму да продава? Од 9:30, 10 тука 9:30, 10. Да. Добро. И со другарките? Со другарките почнуваме да продаваме. Аха. И како луѓето, како реагираат, купуваат? И ние вие велиме повелете, Да, добар ден, тоа го- повелете. Така. И И купуваат. да. Да, супер. Има луѓе кои што ви викаат не сакам, има и такви, Има и секакви. такви и такви. има. Ама супер. Да. И сега добро не знае Анабела да ни каже Анабилча, можеби Маја знаат, не знаеме колку пари и требаат уште на Анабела за тој мобилниот, пусти телефон, што сакаме да го купиме. На секој ден менува. Менува желби. Да. Добро. Мислам секој ден. Често си менува, Често? нели како што ќе си купи едно нешто, Аха. понатаму сака и друго, така нели ланчето го купила, не знам. Да, се купува се нешто. Се купува, да, и тоа е важно за тоа што знае зошто си ги чува парите. Така е, да. И си го остварува тоа, па потоа оди кон некоја друга цел, поинаква цел. Да. А кога сме кај целите, ние би сакале и ние овде и вие како тим кој што создава да биде тоа месечник, така? До каде сме со влегува таа? потребата. Да. Значи тебе се распродава тиражот бргу, а потоа станува еден меѓупростор каде што во кој што Немаме више продавачите списание. немаат што да 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 работат практично. Да. Тука останува опцијата да биде секој месец, нели, списанието, зашто се потребни сериозни ресурси и во поглед на луѓе Да. и во поглед на финансии и секакви поинакви, меѓутоа се појавува и друга една опција која што веќе подолг период ја развиваме, меѓутоа кога ќе дојде времето за тоа ќе споделиме, за комплементарен производ на лице в лице, кој што би можел да ги покрива тие работи, да биде еден дополнителен извор и на финансирање за целата програма, меѓутоа да биде и една поинаква приказна која што би била пак во поглед на поддршка на мисијата на лице в лице. Така е, да. Добро, и сега во очекување дека ќе ни се случи. Сакам само уште нешто да прашам. Општествено одговорни има ли такви предпријатија во Република Македонија? Секако дека има, Да. да, има. Многу од тие предпријатија ја препознаа улогата на лице в лице во развојот практично Да. на целото општество, така го викаме ние тој процес и многу од предпријатијата и се рекламираат кај нас, некои од нив се рекламираат, некои од нив ги имаме заеднички направено некои изданија во кои што покренуваме важни теми како образование, како екологија, како вклучување на пазар на труд и така натаму. Така е, да. Ту на следниот пат кога ќе дојдеш во студиова, ќе ни прочиташ еден убав расказ од тама, некој е напишано Баш. делче, така? Тоа сме договорени и ќе не раскажеш пак повторно со многу побогат речник својата приказна. Може Баш. така? Да, договорено. Анабела, кога ќе дојдеш, ќе бидеш со мобилниот телефон и ќе ни кажеш што опции све има, така? Тоа сме договорени? Договорени. Да. Да, ви посакувам на вистина успешна продажба, никој не ни се јави.
Немавме среќа, ама вие поише среќа имате кога е таму на улица, така? Таму и се продава најдобро списанието. Лице в лице. Да, лице в лице, да. Ви благодарам и вам, драги мои, за овој дел. Јас мислев дека некој ќе ни се јави чисто да видиме како, на кој начин ќе се обидеме тука, да се погледнеме лице в лице. Ама добро, еве, лице в лице ви кажувам дека веројатно е, како вели Маја, лесно е да погледнеш некого лице в лице, ама дали ќе се видиш и колку ќе се видиш сами од себе си и дали ќе ти се допадне на што ќе го видиш од другата страна, тоа е проблемот веројатно на многумина од нас. Да го надминеме, живееме во свет кој што е отворен технолошки, технички и секако, па зашто не е отворен и во умот кога треба да си подадеме рака и да си помогнеме секогаш. Имаме ни уште една тема за дискусија, но за тоа малку потоа. Сега ќе гледаме Пеперминт и Не си со сите како хит на неделата, а потоа ќе зборуваме за джез. Пред некој ден те видов како носи жолта хула хопка на глава. Една вечер ја те видов праиш муабет пред зграда со мачка. Влегуваш у трафика, ама од задна страна у кафето си додаваш храна за папагали. Те гледам како праиш руче качена на дрво. Не си со сите, окей, не се ни они за тебе. Не си со сите, ама си за со мене. Не си со сите, ама си за со мене. Летоска те видов како носиш многу јаки чизми на раце. За вчера лежиш замислена, кулираш, читаш книга у диско. И влегуваш у трафика, ама од задна страна у кафето си додаваш храна за папагали. Те гледам како праиш руче качена на дрво. Не си со сите, окей, не се ни они за тебе. Не си со сите, ама си за со мене. Не си со сите, ама си за со мене. Не си со сите, ама си за со мене. Не си со сите, ама си за со мене. У вторникот те видов како јадеш чизбургер со кетчап и со шекер. Преска те видов, пак изгледаш топна швинкана со фломастер. И влегуваш у трафика, ама од задна страна у кафето си додаваш храна за папагали. Те гледам како праиш руче качена на дрво. Не си со сите, окей, не се ни они за тебе. Не си со сите, ама си за со мене. Не си со сите, ама си за со мене. Не си со сите, за со мене. Не си со сите, ама си за со мене. Добар ден, почитувани! Наш денешен гостин, професор Мирко Петковски, чиј проект доби награда од НАСА. Професоре,
Кажете ни, дали вашата сопруга има разбирање кон работата? Дали понекогаш ви помага по дома? Еве да речеме, дали го фрла ѓубрето? И каков сте вие како родител? Јас извинувам. Мислам дека сум дојден овде да поразговараме за мојата работа. Работата не е најважна. Мажот не е вистински маж, додека не се оствари како сопруг и како родител. Сексизмот понижува. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Ви го представуваме новиот производ Прокулин Tears Advance. Вештачки солзи без конзерванси, со обновувачки со заштитно дејство, соодветни за употреба при носење контактни леќи, заедно со Прокулин капки за очи, раствор за контактни леќи и вештачки солзи. Прокулин, линија за комплетна нега на очите. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, односно на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Sky Music ви ја најавува најголемата забава во Скопје оваа сезона. Спектакуларен концерт на Тропико Бенд. 28 април VIP Арена 21 часот. Влезниците се веќе во продажба преку купи карти за се. Тропико Бенд. За многу помалку добиваш многу повеќе. Искористи ја промоцијата за оптички пакети на Неотел и по цена за 50 мегабити. Доби двојно поголема брзина од 100 мегабити во првата година од договорот. Или ако си подготвен за уште поголеми брзини, плаќај за 100 мегабити, а доби брзина од моќни 300 мегабити. Навикни се на побрзо. Нарачај веднаш. Неотел. Имаме ние втора тема за муабет. Госе Стивковски е веќе во студиото на телевизија Нова. Добар ден, добре ни дојде. Добар ден. Многу е убав насловот на музичкиот хепенинг кој што ќе го организирате. Велите денес се е джез. Точно. Да. Дали тоа се слуша од другата страна, нели? Кога треба да слушнат некој? Таму тие што треба да слушнат ќе чујат. Ќе си дојдат. Да, ќе се дојдат, например, да. Тешко ли е или лесно да се продава само во наводи, нели, таа музика? Па не зборуваме ние за продажба, ова не е моментално станат некој шоу бизнис, да го наречеме, нели, кај што има некоја повеќе би рекол дека е еден... Не знам каква заработувачка, така? Или? Па нема заработувачка, нормално. Повеќе еден ентузијастички концепт на музичари кои што се многу сериозни во својата бранша и кои што правиме, да речеме, веќе 2 години подоцна, ако сакате, може да разговараме за Сдруженијето. Така е, така е. Сдруженијето на джез музичари и слободни... Да ги објасниме кои се нашиве активности. Да, Сдружение на джез музичари и слободни уметници, така. Се создаде кога? Пред некоја година, колку што се сеќавам, така? 19 април пред 2 години, значи 2016. 2016, да. Што беше целта? Што беше вашата идеја во создавањето? Па идејата е моментално во држава, во Македонија, например, има 2 музички факултета кои што продуцираат джез кадри, прво. Второ, луѓето кои што се предавачи на факултетите, половина од нив или голем процент, поголемиот процент се бивши студенти на светски универзитети. И малку сакавме да ја раздвижиме таа джез приказна, например, во Републиката, да се консолидираме како тело, значи со сите поддржувачи кои што се заинтересирани, например, околу приказнава и да можеме, нели, нашиот квалитет да го покажеме малце на виделина, да речеме, пошто некако имаше еден вакуум простор кај што македонската джез сцена, например, беше не на маргините, се погрешен термин, меѓутоа, да кажеме, не на заслужено некое место кое што треба да си го има. Кое е заслуженото место всушност? Заслуженото место е да се овозможи на секој квалитетен човек, музичар, конкретно
джез музичар да може да се занимава и да се бави со тоа што треба. И пробуваме полека да направиме некаков систем на функционирање кој што ќе ни овозможува не само на нас, него и на генерациите што доаѓаат, например, после нас, да го користат како бенефит, да им биде полесно да доаѓаат до некои информации, полесно да може да застанат на сцена, односно не полесно, него побрзо да застанат на сцена. Правиме и оваа година имаме дури едно издаваштво, односно едно CD издадовме на еден наш колега. Потоа Биг Бендот, кој што е главен двигател, например, и најинтересно можеби од сето ова што го правиме, ќе ви кажеме подоцна. Да. Кога сме кај музичарите кои што треба да дојдат, нели, за тој музички джез хипенинг, веќе се тука, луѓето од страна кои што треба да денес ги земавме од аеродром. Тоа се двајца прекрасни, да речеме, легенди во своите активности. Едниот е Дон Менза, кој што е, да кажеме, жива легенда светска, еден од најдобрите джез аранжери и саксофонисти, кој што е десна рака, да кажеме, на Бади Рич Биг Бендот, тоа е светската джез легенда што се однесува до свирење тапани. И Зиги Фајгел, кој што е еден прекрасен диригент, например, голем стручњак во својата работа, кој што исто диригира со многу сериозни оркестри низ Европа и во светот, например, VDR Биг Бендот е еден од тие, например. И они ни дадоа, ни пиша пред 5 месеци за реализација токму за овој концерт да може да го направиме. Супер. Ама тамо ќе има и наши, да не речам да, твои. Концептот е сепак македонски. Така. Затоа што тоа е идејата никаде, нели, колку што ве разбрав на Сдруженијето на джез музичарите. Се направи, се оформи нов хор, кој што ќе задуваат джез аранжмани познати. Супер. Кои што специјално ќе бидат изведени премиерно за настанот на 34-ти. Тоа е хорот Артизан. Потоа ќе бидат застапени студентите од двете академии од Штип и од Скопје. Јас ќе настапам со мојот секстет. Потоа Михаил Јосифов е еден фантастичен трубач од Бугарија, од Софија, кој што доаѓа со Александар Заберски, тој е пианист, аранжер, диригент. Многу квалитетни имиња, би рекол, европски во најмала рака, пошто Мишо има соработувано со од Дейв Векал, Хора Силвер до Пинк Мартини, Милчо Оливиев, кој што исто многу важен. Потоа Теодоси Спасов и така натака. И на крајот, нормално, Биг Бендот, кој што е формација од 20 луѓе, односно во случајов 17, кај што имаме 17 фантастични македонски музичари, членови на тој Биг Бенд, на тој оркестар, кои што ќе извадат програма на Дон Менца, врвни светски аранжмани под раководство на диригентот Зиги Фајгел. Така да, тоа е отприлика таа скромна Во она што го добивме како ние, нели, од медиумите, беше напишано почетокот на се, но крај нема, нели? Тоа ќе биде до доцна во ноќта веројатно, или како? Не, мислиме сето тоа да си трае во нека нормална рамка, некаде околу 11 часот, например, вечерта да бидеме... Да биде завршено се? Завршено. Сепак се... Така и намерно го концепиравме да студентите заедно со хорот, заедно со... Во Македонската филхармонија ќе биде? Да си земе полека да зема тоа замав, па полека да се гради приказната и да влеземе во финалето, нели, на Биг Бендот, кај што мислам дека тоа е еден светски концерт кај што многу малку луѓе ќе имаат, односно тие што ќе дојдат ќе имаат
можност да го чујат и да го видат, да речеме, тоа ремек дело. Да. Колку чини ова задоволство на 30-ти? Влезниците колку Да. се? Влезниците ги продаваат во Македонска филхармонија, мислам дека 500-600 денари. 500-600 Меѓутоа денари, знам дека има некакви попусти за блок билети или така или да, како веќе, имаат да. некои олеснувања за студенти или не знам, тоа треба да знаете се точно. информираат гледачите Така, да. на билетарата на Да. Македонска филхармонија. Сакав да знам, вие не знаете то каде е тоа продажбата? Нешто? Не ви интересираше тоа? Не, ние само се занимаваме со културната... Со музичкиот и да, делот на музика и така Точно, натаму, да. да. Сте биле дел од многу бендови, така? Да. Не знам, од Кирил Джајковски преку Фолтин, не знам, Прожект Жлуст и како кажат уште некој, да не заборавам, има многу. Експедишн, Архангел, ДНО, Архангел, Прожект Жлуст, така е, Лепи Сол. Лепи Сол. Така е, да. Кога дојде идејата за формирање на Гоце Стивковски септет? Е сега или е сега секстет? Како е? Па првото издание бевме септет и второ ќе бидеме еден член помалку секстет ќе биде. Се надевам дека нема да завршиме на дуо. Дојде 2013 година, некако се случија некои работи на приватен план и решивме малку као да подзабавиме, односно да подзабавам. И имав некои идеи за правење на некаква музика, немав баш некој концепт јасен. Бев обкружен од таа прекрасна, млада енергија екипа као Кирил Кузманов, Трајче Велков, Дамир Имерие на тој албум, Сали Икономов и Иван Иванов. И свиревме често низ Скопје и некако испадна дека тој материјал треба да биде со таков джез призвук, да кажем. И вториот е тука некаде, се чека, не знам, може би за 10 дена, 15 ќе правиме промоција и на вториот албум, кој што ќе биде во издание на Скопскиот джез фестивал. Тоа. Првиот албум беше сниман, сега најдов податок, вели Гоце Стивковски септет по концертот во Њујорк на джез фестивал ове 2016-та. Тама зборува за снимање на дел или најголем дел од композициите ваши таму во Њујорк во нивни студија. Ние првенствено појдовме, требаше да настапиме во MC Gallery во Њујорк и паралелно имав идеја да го снимиме материјалот нов таму. Таму, да. Меѓутоа, поради технички причини, од временски карактер, значи тие музичари кои што бевме договорени да го правиме тоа, отидоа на турнеја и остана само на тие концерти што ги имавме таму и дел од нив, значи, учествуваат на новиот албум дека, значи направивме некои комуникации, дојдоа, да, рокади, така да не е снимен таму, меѓутоа еден ден ќе биде сигурно и тоа. Да, што е тоа волшебното таму? Зошто сакате така да е, таму да е? Сите ние тежнееме кон некаков стандард, предпоставувам, кој што не е тоа, не знам што, нешто кој што не го има тука или во Европа, например, пошто имаме доста видено и пропатувано и отидено и свирано и меѓутоа останува подсвесно би рекол за секој музичар, например, таа продукцијскиот дел најверојатно. Значи да се сними во некое студио кое што е адекватно, например, наменски кај што се снима джез музика само, кај што има джез продуцент, што не знам, мастерирано да биде од некој саунд инженер кој што работи само тој правец на музика во тој контекст. Инаку реално другото е Њујорк како Њујорк и цела Америка, претпоставувам, барем големиве центри што се, тоа е, али Њујорк е мека за музичари, целиот свет нормално одат таму и е споделување на комуникација на енергија, знаеш. Кога сте овде, например, долг период, например, господинот Оливер Белопета, тоа што го прави е многу добро за развивање на таа, да кажеме, или
како информација од светската џез или џез култура до каде, џез што култура е, да видиме и да слушнеме нели што се случува актуелно, што денеска не би требало да биде исто проблематично, имате ефтини авиобилети, може да се отиде во било кој центар во Европа да се проследи некој добар концерт и така. Борам за тие што можат. Да. Ваши композиции, кога сме кај компонирањето, како оди тоа? Како оди? Оди, имам пријател, повикај пријател беше. Работало? Да. Добро. Често работиме со Александар Сашко Николовски. Тој е член на бендот и со него највеќе се консултираме околу аранжмани и сите тие работи. Така да вродува со плот, очигледно. За моите дома, например, неа многу не ме храбрат да продолжам најискрено џезот. се викува, не ме храбрат, нека не слушнат сега. Што не правиш нешто? Што не правиш нешто така по нешто? И? Што им велите на тоа? Не можам да правам. Тоа што можам, тоа го правам. А зошто џез? Зошто џез? Која е таа магија во џезот? Тоа е една форма, би рекол, која што од креативен аспект веројатно дава највеќе слобода. И може лесно да се манипулира, да се носи во насока кој што нема лимит, например за разлика од рок-н-ролот кој што е, би рекол, малце по усталена форма, кај што мораш да имаш веројатно сериозен текст и мислам дека тоа попроблематично е со рок-н-рол. Треба ептен да си врвен автор, некој кој што има на вистина порака и што сака да пренесе без публика да им се обрати. Овдека станува збор за инструментална музика која што претежно се базира на некаква емоција, претпоставам на авторот, ако зборам за себе, би кажал дека целиот концепт на стварање на таа музика е како пресликување на некои одредени, да кажам, состојби, периоди во функционирање, да кажеме во некоја блиско минато од 20 години. Да. Ево тоа блиско минато само 20 години, да речеме, многу повеќе се, веројатно 30 се. Да. Некако многу се видува, кој ги кажат. Да. Во тие 30 години, какви се убави искуства се тоа? Со различни типови на музика. Па не знам, не го спомнавме Буданарски и неговиот Икзија оркестра, чиј дел бевте секако. Искуството е фантастично. Би рекол, како дете, тоа што сум го имал како сон, например, не знам, да застанеме на некои супер сериозни бини, па нешто луѓе супер се заволуваат на тоа што го правиме. Е фантастично. Со секој бенд е различно искуството, од качување во комбе, од качување во авион, достигање живееш заедно правите се, заедно се смеете, заедно се карате, никогаш и не зборуваме, пошто сме уморни. Така е, па добро и тоа е, мора да го има. Добро, ќе звучи клише, обично, предпоставувам, имате музичари и гости во студиото, често исто да го кажуваат. Секој различно го доживува тоа, ние гледаме на предпоставувам на секој можен начин, значи да се презентира човек колку што умее во некое супер светло и мислам дека успеваме во тоа и ќе продолжиме така. Пошто кај сме отишли не сме се избрукали. Освен понекогаш. Кога споменавте дека нели сонот беше да се качиш на некоја таква сцена, магична и се. А кога беше сонувањето и кога почна да се отсонува сонот или како беше од до? Колку требаше да се учи, да речеме, или што требаше да се знае се? Што би рекол Мишко Парушев, вие некако знаевме, вика да сидиме од мали. Се си знаевме ние. Така сме мислели. Да. Периодот на созревање, веројатно, запишувањето, некои луѓе се поталентирани, веројатно, или поработливи биле како деца, па потоа плодовите или учеството во некои музички бендови доаѓаат многу порано. Например, кај нас, точно е дека со запишувањето музичко во прва година, бевме веќе некои четворица
5 луѓе кои што знаеа да оцират нешто. На тапани, на малце повеќе него ли можеби што треба. И едноставно тоа почнава да се собираме нели стандард по гаражи, по скривници, па се менуваат постави и така растеш, учиш. Кој работи ќе го видат некој, да речеме од постарите музичари ќе земат да работиш со нив. И тоа е учиш кроз работа малкине цело време. И така се случуваат работи. Да. А сега во семејството има ли некој што? Во семејството имам два сина кои што тапани некој нешто прави? Па прави, учи виолончело во музичка школа. Еве да сакам и ја као естрадниве популарниве звезди во Македонија и сакал семејството да го поздравам. Горијан Стефковски, Андреј Стефковски и Фани. Да. Поздрав и од нас, да. И сега само е... И сега сака да свири тапани. Готово са виолончелото го ставано? Не, као оди у музичка школа, ама сака да свири тапани. Имаат рок-н-рол бенд со уште еден фантастичен негов школски другар кој што свири, Огнен Златанов, кој што свири гитара. И пејачка имаат... Не знаете како се вика? вика? Како се вика, ќе го заборев. Ама добра е пејачка. Супер. Имаат нивна авторска песна која ќе снимат, ќе препорачаме. Супер, може. И сега тоа, за него носам бубњеви, за него возам и се жалам и такви работи. И такви работи, да. И кога сме кај тоа, бубњеви, тапани, обично тие луѓе. Да, обично тие луѓе кои што се тапанари или на бубњеви, се некако позади, така е. Нормално е тоа. А како ова излезе Гоце Стефковски септет? Тоа ми беше баш или... Тоа излезе, ние го почнавме да го работиме материјалот и пошто веќе свиревме као некој клубски джез бенд. Ама немавме име. Го снимивме и требаше сега да како ќе се вика, дали ќе измислуваме име на група или ќе обично авторите во джез музика, на пример, се подпишуваат по нивните дела. И Трајко Велков се запна, Трајче Велков. Тој сам рече дека најнормално би било да стои под моје име и презиме, мада не сум некој фан на тие такви одлуки некои. И така испадна. Значи се е спонтано, не е ништо смислено као што треба со некоја пиар стратегија страшна. Па вака, па така ќе правиме и се. Генерално е... Тоа беше 7 приказни, така? Првиот беше 7 приказни, а овој вториот? Кој ќе излезе, секој знае. Сега нема ни работа? Не знам се, меѓутоа не би сакал... не е закажување? Да, не би сакал да разговарам. Јас сум од луѓето кои што ќе го издадам сега албумот кој ќе... Нели... Кој ќе биде готов, ќе направиме промоција и после ќе идам по една песна само за да трае. Не, ќе пишуваме... Ќе напишеме сигурно известување, ќе бидете поканети на промоцијата, инаку пред време ќе испадне дека на нероден петко капа сме. Да, тогаш би немало поента. Знаеме дека е снимен албумот, мастериране. Денес утре ќе биде пратен на печатење, мислам дека е тоа сосема доволно. Тоа е доволно, така е. Не брзаме никаде, никој не чека, не сме популарни мега звезди. Супер. Добро, сега ова со джез музиката значи дека се заборави оваа другата приказна или се тираат повеќе приказни заедно? Свириме, јас се уште свирам со, да речеме, во таа нова постава на Архангел, кој што веќе 3 години, 4 работиме нешто, некои концерти сериозни. Потоа се уште снимам на одредени со чиста околина исто. Срамотно. Да, лето ќе има уште нешто, не ќе да кажувам. И тоа си функционира цело време таа приказна, меѓутоа концептот на некој авторски материјал, на нешто што најверојатно после години ќе се свртиш наназад, ќе видиш дека нешто си направил, што е тоа, ќе видиме и така. Како ќе се заживее тоа, да. А джез, како ќе се заживее, велам тоа потоа? Да. Потоа, джез фестивали тука кај нас? Има. Да. Има се повеќе, да, се повеќе има джез фестивали и можности, веројатно се должи тоа, како што реков, подигање на таа некаква свест. Македонија, не знам дали во Републикава имало некој пат поплодна атмосфера што се однесува до
капацитетот на музичарите. Јас мислам дека има врска тоа и музички академии, и можности, Јас би рекол джез и- дека точно, меѓутоа видете, пред нас имало генерации кои што Биле биле исто одлични джез да, музичари, фантастични така. музичари, кои што дел од нивните знаења се пренесени на нели помладите генерации, па тие генерации отишле некаде во странство, дел од нив, дел стекнале искуство преку концертирање, па се враќаме нешто тука сите и доаѓаме до една идеја дека треба да се оформи такво тело, конкретно за биг бендот, тоа би го спомнал. Дел од нив се сите професори по академиите и останува значи да истуркаме многу озбилно оваа приказна, пошто овој оркестар е, би рекол, трет национален, ако не е национален оркестар, меѓутоа по големината и по луѓето и внатре. по големината и по квалитетот на учесниците кои што се таму. Значи, кој сакате поединецот таму да го посочите со прст, има портфолио наназад минато многу сериозно. Во дечките, да кажеме, првите дувачи што се изворедни и треба тоа да се поддржи на некој начин за да обстане. Така е. Малце е тежок тој апарат, пошто сами се одржаваме, меѓутоа сме упорни во тоа и мислам дека ќе издржиме да си обстане таа идеја. Така. И да музицираме. Публиката е би искористил вака прилика да кажам само дека организиравме, ние правевме уствари десетина концерти од кои што настапивме на Охридско лето, настапивме на Денови на македонска музика, оркестарот ни дадоа награда од Соком за најдобар ансамбл кој што изведува македонски дела. На најдобра изведба на македонски автор, извинете. И не изненадија, тоа е супер еден поттик. А како се формираше пак биг бендот тогаш? Биг бендот се формираше многу едноставно. Седнавме се договоривме дека ќе направиме биг бенд и го направивме тоа. Ама добро, тоа е требаше... идеја на Кирил Кузманов. Така. Така, неофицијален разговор, дека треба тоа да се направи, дека би било супер, пошто е еден вид филтер и за сите музичари, еден нов концепт на функционирање, кој што нема делумна слобода, него е баш со прецизни аранжмани направено. Баш е оркестар со сите Да. Да. Е врвна приказна. Само дел од луѓето може да спомнеме или да ги кажеме сите 17 или 20? Можам, само да не заглавам кај презимињата, да. Па ајде. Да. Джија Немин ни диригира кога немаме странски диригенти. Добро. Кирил Кузманов алт, Иван Иванов тенор, втор тенор е Игор Иванов. Нино Димов свираше баритон. Борислав Веселинов алт исто, онда има уште двајца студенти, тоа е Славко, не знам како се презива, Иван. Они се менуваат на други позиции на саксофонија, тогаш тромбони, има Николче, бас тромбон, сегашниот директор на филхармонија Виктор Илиевски. Тука непотизам го мислам публикава дека се... Дека така и се создало се, ова не е така, добро. Отиде у менеджерство. Да. Потоа Сашко Николовски, Дамир Имери свири на овој концерт тромбон, Владан Дробицки. До 13 стигнав. Не, постојаните членови се менуваат во зависност од кој концерт е, како е, шо. Да, и од нивните можности. И ритам секција Кирил Туфекчиевски на контрабас, Гордан Спасовски клавир, Зоран Костадиновски гитара. Јас свирам на тапани, меѓутоа овој концерт Виктор Филиповски кој свири со биг бендот, тоа е млад музичар тапанар, кој што е еден од младите, еден од најдобрите млади тапанари. Сам дека не бил во студиото, да, се сеќавам. Да. Тој доби награда, така? Доби минатата награда, година. да. Лани награда доделија од Катар Airways. Би сакал, јавно е на вашата телевизија да објавам дека и ние планираме оваа година да доделиме една награда. Супер. За... Како здружение? Да, како здружение. Разговаравме што сме
да кажеме, управен одбор на Здруженијево. И би сакале да ве поканиме на концертот да не посетите и да видите, или ние ќе ви направиме допис. Не би ја откривал сега унапред. Само ќе кажеме дека ќе доделиме награда за придонес на джез музиката во Македонија, односно за развивање на джез сцената во Македонија. Аха, супер. Тоа е тоа. Ќе се скратам. Нема се да ни кажете се. Па не, нема поента. Добро. Телевизија Нова останува тука секогаш кога има потреба, нели? Сега ако прашам, знам кој ќе биде одговорот кога станува збор за джез музиката, така и третирањето да речеме, ама ние сме секогаш тука отворени за да да го кажете новото и да ги испочитуваме сите ваши работи како медиум зборува. Ви благодарам на поддршката. Би сакал исто да дадам еден да предложам да се интересираат повеќе околу джез музиката, околу джез сцената во Македонија, преди тоа што тоа е единствен концепт да се избега, може би рекол, од некое клише кој што е дел од некаква си шоу бизнес или од некаква музичка индустрија. Поготово во периодов кај што има сериозна продукција на македонски джез музичари, джез албуми, само оваа година со 5 изданија ќе има нови. Супер. Така да би сакал да се заблагодарам уште еднаш на поканата. Да, супер сме, секогаш сме тука, вие само кажете ни кого треба да промовираме како ново име и како нов бенд, ние сме тука да пуштиме и да слушнат нашите гледачи што имате за кажување. Ќе им пренесам на пријателите. Може. И како, заедно да ги поканиме или вие поканите? Да, би сакал да ги поканам гледачите на вашата телевизија да дојдат во Македонската филхармонија. Настанот почнува од 6 часот поручек. Утрето е 1 мај. Да. Значи може да се поседат. Ќе има пијачка. Друго? Ќе има добра музика? Ќе има добра музика, секако. Да. Ќе видиш до каде се джез музичарите. Джез музичарите се на едно супер ниво. Да. Мислам барем дека е така. Ви благодарам за откривањето на дел од деталите, другите ќе ги дознаеме на лице место, да. Ќе се навежбам со вака со гостување по телевизија и ќе видам поречит. Ќе знам, малку мозокот работи на други фреквенции, пошто имате и други работи за организирање. Цело време, се овие најкритични денови. А тоа не ве прашав само кусо пред крај, бараат нешто многу овие музичари од светски калибар? Не. Не, немаат нешто во листата, ова треба, ваков хотел треба. Тоа, како што реков, они се легенди и звезди, меѓутоа не се дел од индустријата. Така. Значи, не знам кога би го донеле Майкл Бубле, ајде, на тој ми текна. Значи, сигурно си има неговиот менеджмент, си има некој барања, да. Ова е сосема друга конекција, која што е за нас супер. Супер. Исто како наставика тоа, така некако и... Да. Нормално мислам. Така да, легендата е легенда, но нема никакви... Сите работи се средени од типот хотелско сместување, храна, секој што треба организирано, проби, тоа се подразбира. Друго, луѓето се отворени, можете прилог да направите кога сакате, од пробите, поканети сте. Тоа би рекол околу звездите. Да, супер. Благодарам го се уште еднаш. Ви благодарам и вам, драги мои. Еве слушнавме многу повеќе за тоа дека джез делот или джез делот на музиката или джез музиката во Македонија е на одлично ниво и одлично ни оди. 5 албума во очекување да ги слушнеме сите. Нешто од нив и дознавме, нели? Во студио сме зборувале со джез музичари и ние одиме натаму. Сега е наред повторно хитот на неделата. Не си со сите ќе ни испеат Пеперминт. Останете со отворената програма на телевизија Нова. Се гледаме повторно по Пеперминт да ви кажеме што е следно. Пред некој ден те видов како носи жолта хула хопка на глава. Една вечер ја те видов, праиш муабет пред зграда со мачка.
влегуваш у трафика, ама од задна страна. У кафето си додаваш храна за папагали. Те гледам како правиш руче качена на дрво. Не си со сите, окей, не се ни они за тебе. Не си со сите, ама си за со мене. Не си со сите, ама си за со мене. Летоска те видов како носиш многу јаки чизми на раце. Завчера лежиш замислена, кулираш, читаш книга у диско. И влегуваш у трафика, ама од задна страна. У кафето си додаваш храна за папагали. Те гледам како правиш руче качена на дрво. Не си со сите, окей, не се ни они за тебе. Не си со сите, ама си за со мене. Не си со сите, ама си за со мене. Не си со сите, ама си за со мене. Не си со сите, ама си за со мене. У вторникот те видов како јадеш чизбургер со кетчап и со шекер. Преска те видов, пак изгледаш топна швинкана со фломастер. И влегуваш у трафика, ама од задна страна. У кафето си додаваш храна за папагали. Те гледам како правиш руче качена на дрво. Не си со сите, окей, не се ни они за тебе. Не си со сите, ама си за со мене. Не си со сите, ама си за со мене. Не си со сите, за со мене. Не си со сите, ама си за со мене. И до крајот на денешното дружење, заедно со отворената попладневна програма на телевизија Нова наречена информација, точна и навремена. Оно што сакам да ви го кажам на крајот е дека мене ми беше одлично искуство ова и запознавање на една друга страна на медалата. Како велат, Туна Садик не сакаше многу да зборува, но на оној разговор пред овој во студиото во живо ми рече дека одлично му оди заради тоа што знае што сака. 100 денари веројатно некому се многу, ама за сите оние кои што имаме доволно, да речеме, за основните работи се ништо. А од друга страна, 50 денари од нашите 100 денари не му го остварат сонот за уште еден спрат. Тој нема да проси на улица и сите ние некако посрекни ќе можеме да одсонуваме. Кога сме кај Ана Беламердиева, како делот Порака Неготино, освен што во Волково повторно ќе сади петлиџани или домати, краставици, боранија, а потоа другиот ден ќе биде срекна и задоволна со сето она што животот ти го нуди, следниот ден ќе оди и ќе продава лице в лице, некаде во центарот на градот или пред трговскиот центар Бисер. Повторно ќе биде насмејана и ќе посакува нешто ново. Ако си ја купи маичката со нашите или вашите 100 денари, 50 за неа секако, ќе биде следното собирање на парите за новиот мобилен телефон. Убаво е кога ќе можеме да си кажеме многу нешта лице в лице, ама без маски. Ама уште побаво е кога некому многу повеќе од нас ќе му значат тие наши 50 денари или 100 денари, како сакате. Вториот разговор беше наменет за джез музиката. Гоце Стивковски не подсети дека има добра джез култура во Македонија. 30 април е датумот кога не треба да заборавиме на големиот джез хепенинг. И не заборавајте хуманоста,
Значи да си хуман секој ден, а да си добар човек секој ден е веројатно на што го носиме сите во себе, само треба да го откриеме. Ви благодарам што бевте и денеска заедно со отворената попладневна на телевизија Нова. Се гледаме секако и утре. Во новото издание 14 часот е време за дружба. Се дружиме некаде се до 16:30. Довидување до утре.